Почитувани граѓани, во случајот Смитско око, за наводна штета на буџетот од 5 милиони евра, во оваа зграда позади мене, КПУ затвор Скопје во Шуторизари, лежеа 77 лица. За случајот Метастаза лежеа 38 луѓе за наводна штета од 50.000 евра. Во овој затвор во моментот издржува притвор и председателот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски заради проневера на наводни 100.000 евра. Обвинителството тврди дека во случајот Пајажина се пронаверени 9 милиони евра, заради што во оваа зграда сега лежат 9 лица. За сите овие случаи, власта тврди дека се пронаверени нешто повеќе од 14 милиони евра. За таквите наводни проневери, во оваа зграда поминаа 125 луѓе, кои спектакуларно беа апсени, без почитување на презумцијата на невиност, без завршени судски процеси. За аферата Попис, за која власта фрла во ветар во моментов 14 милиони евра народни пари, се уште никој не е донесен во оваа зграда. Повторно го прашуваме Груевски. Кој го правеше пописниот фалсификат? Ке понесе ли некој одговорност за тоа? Ние сме сигурни дека тоа за жал нема да се случи, бидејќи власта одамна применува селективна правда. Кога станува збор за Груевски и неговите најблиски функционери, не постои ниту морална, ниту политичка, ниту кривична одговорност. На тоа мора да му се стави крај. Според вас, кој треба да поднесе одговорност? Од владата или од државната пописка комисија? Треба да се носи и политичка одговорност, исто така јавното обвинителство треба да се позанимава за евентуалната кривична одговорност. Во секој случај некој мора да одговара за потрошените пари и за неуспешниот попис.